Добро утро и од мене, Александра Бубевска. Како што најави веќе Сашо, тука со нас во студиото е нашиот колега Звездан Георгиевски, колумнист, новинар долгогодишен, но утрово во својство на представник на фондацијата Славко Јаневски, бидејќи денеска вие всушност ќе ја одбележите 100 годишнината од раѓањето на овој великан на македонската книжевност. Да, вечерва во културно-информативниот центар правиме поетско читање. Наслов имаме и име на тоа поетско читање, се вика Произведувачи на зборот. Тоа е наслов на една песна на Славко Јаневски и ни се стори многу прикладен за оваа ситуација. Инаку вечерва практично почнуваме да ја обележуваме 100 годишнината на од раѓањето на Славко Јаневски, бидејќи фондацијата во континуитет сите активности што ќе ги прави годинава, ќе ги прави во знакот на овој голем јубилеј. Ние и овој јубилеј го водиме под едно мото: Славко Јаневски во 21 век, односно Славко Јаневски денес. Имаме големи планови, меѓутоа ние сме приватна фондација, волонтерска фондација, работиме на чиста волонтерска основа и работиме исклучиво од донации и спонзорства. Во зависност од тоа, да кажеме, колку општествено одговорни компании ќе пронајдеме или како тоа сега се вели, односно колку спонзори, така ќе ги реализираме и активностите. Што да кажам нешто поконкретно, за вечерва ќе настапат едно, реков, 15 на 20 на поети од сите генерации од македонските писатели. Ќе имаме убава жива музика. Ќе има актерите Владимир Петровиќ и Ана Костовска ќе прочитаат неколку песни од Славко Јаневски. Нормално ќе има едно убаво коктелче и така натаму. Е замислено, ова го кажувам и живата музика и генерациите, повеќе е замислено како едно дружење на македонските писатели и љубители на зборот на Славко Јаневски и на делото на почитувачи на делото на Славко Јаневски, а не толку како некаква, да кажам, условно академско обележување или академска прослава. Се разбира, ќе го има и тоа, затоа тука е Македонската академија на науки и уметности, која ќе направи некаде март или април некоја свечена академија, Друштвото на писатели и така натаму. Може ли да те прашам, да. Што значи тоа Славко Јаневски во 21 век? Значи, сакаме да го приближиме Славко Јаневски. Нашето чувство, во принцип, е дека е тој врамен токму во таа некоја академска лектирна, да кажам, некоја рамка, и дека го имаме во нашата перспектива токму као некој академик, како, не знам како да објаснам. Како восочна фигура. Да, баш така, како музејска вредност. Таа некоја величина на Славко не му бега. Меѓутоа, сакаме да мислиме дека сите знаеме кој е Славко Јаневски, меѓутоа јас сум просто фрапиран колку малку од нас го имаат навистина читано. И колку воопшто знаат што е делото на Славко Јаневски. Сега годинава ќе, ако се остварат плановите, сакаме според улица, нели повеста улица, која е првата повест, првата поголема проза македонска, објавена 1950, што значи кај тука имаме еден јубилеј 70 години од објавата на улица, сакаме да направиме стрип. Сакаме да направиме винил, лонгплей плоча на современа македонска музика, инспирирана од книгите на Славко или песните на Славко или делата на Славко. Сакаме да направиме, гледате, Славко Јаневски е автор на првиот стрип македонски. Славко Јаневски е сценарист на стрипови, сценарист на филмови, сликар, илустратор, главен уредник беше на Остен и така натаму. Имаме една идеја, амбициозна за наши појми, да направиме креативни работилници со безпризорни деца. Со овие деца од домови што сега ги селат по ваму таму, и тоа креативни работилници баш во сите овие области што ги наброев за Славко. Значи стрип, сценарио, сликарство и така, и нормална литература и така натаму. Сакаме да, не знам колку е познато, и Славко Јаневски припаѓа на таа категорија на безпризорни деца.
Значи, имал проблеми во адолесценцијата или во пубертетските години и гледаме по тоа што се случува со Славко. Не ви пречи уште една актуализација на Јаневски, тоа баш еве деновиве околу лустрацијата, законот и така натаму се дискутира. Ти, Звездан, знам дека имаш јасни и публикувани ставови по тоа прашање, но некако се совпаѓаат сега повторно тие иницијативи. Значи, го оставаме за сега собранието, како да кажам, да ја работи својата работа. Се разбира, во оваа година не сакаме барем премногу да влеземе во политичка или дневна политичка... Изборна година. Да, не само поради тоа, него не сакаме името на Славко да го и ние да го да го перпелкаме по некои политички полемики. Тоа лустрацијата, да, мојот став е познат што беше и се надевам дека што побрзо собранието тоа ќе го донесе. Семејството на Славко Јаневски ќе реши што натаму, дали ќе бара некакво обештетување за тоа. Мене, ако моје лично најприватно мислење, е обавезно да се бара обештетување. Добро, кога сме кај идентитетот, кај културата, полемики на високи тонови има, дали Министерството за култура може би се заинтересира за за ова ваша фондација, за овој јубилеј на Славко? Не се заинтересира. Значи, ни град Скопје, ни Министерство... Сте се обратиле, па не се интересираат и самите да... Да, уствари, град Скопје се сети малку доцна, па сега не може да финансира, бидејќи, не знам, изборна година, не знам, затворен бил буџетот, новиот не бил донесен и така натаму. Добро, имаме добра соработка, во принцип, сега да не отварам некои фронтови без потреба, а Министерство за култура не. Значи, дали се обративме, па има тие конкурси, сегде ставивме 100 години, 100 години, 100 години. Обзнанивме, значи, моите пријатели, колеги од Министерство знаат, да кажем, имаме разговарано и така натаму. Меѓутоа не се заинтересирани. И да бидам искрен, да не бидам сега сватен, дори сакам и малку да не отварам многу некаков фронт, дори се трудиме као фондација што помалку да имаме однос со државата. Кога имате однос со државата е проблематично во секој случај, и во програмски, и во не знам, кадровски, било каков случај. Добро, на крај, Звездан, само да прашам, што се случува со конкурсот за роман на годината? Ова е 21 година, да, денес завршува конкурсот за роман на годината. Тоа е всушност главниот бренд на нашата фондација, ако можам така да кажам. Фондацијата е првенствено формирана да се продолжи традицијата на оваа награда што ја даваше Утрински весник до неговото згаснување. Јас не знам во моментот колку романи се пристигнати. Преку 30 се сигурно, тоа знам. Тоа е голема бројка. Лани беа 36. Искрено се надевав дека нема да стигне до 30, бидејќи сум бил многу пати член на жири, дори бе во Утрински весник, и тоа е стварно нехумано кој ќе ти стигна 30-40 романи. Ако имаш некаква одговорност, знаете како има таму секакви и добри дела, и лоши дела, и дилетантски, и секакви. Меѓутоа, има имиња кои никогаш не сте ги слушнале. И многу е страшно ако ги прескокнете поради тоа што непознато име. И морате да ги прочитате или барем голем дел од романот да прочитате од сите наслови, бидејќи ние романот на годината, значи преку нас се откри, да кажеме, Гоце Смилевски као автор. Да не кажам, дури и Венко Андоновски со Папокот на светот 2000 година. Други автори кои станаа значајни имиња во македонската литература поминаа низ роман на годината. Така да жирито секогаш чувствува некоја одговорност, знае дека е ова важна награда и не може да ја туку така да ги прескокне. Ќе мора да продолжуваме понатаму. Благодарам многу, Звездан, што дојде во утрински брифинг. Пожелувам успех со одбележувањето на 100 годишнината од раѓањето на Славко Јаневски и сите активности што ви предстојат. Хвала. Звеки, фала, па пак ќе се видиме. Да. Ова станување на утро не е проблем за тебе.